На температури над 35 степени добар дел од скопските автобуси се претвораат во подвижни сауни. Патниците велат не само што долго чекаат превоз, туку и кога ќе дојде автобусот е преполни најчесто без клима. На прагот сме на летото, а во автобусите на ЈСП веќе е неподносливо. Патниците револтирани со барање до надлежните барем во Нежешкото достоинствено да се возат во климатизирани автобуси. Нема клима, ретко има, тешко е. Не. Некојаш имало, некојаш нема, зависи. Некои имат, некои немат. Треба да имат, меѓутоа, не знам што е работела. Тие кварови често се дешаваат и не може да ги поправат. Има клими. Ама де се стари, па ќе се расипат. Треба да има клими. Нема ништо не функционира за жал. И не е само ова проблемот. На вжештениот скопски асфалт граѓаните автобус чекаат, велат и со часови. Поставените инфотабли или не работат или не покажуваат точно кога автобусот ќе пристигне. Па колку чекаме. Скоро сат и пол, скоро 2 иде. Поросилските скоро вич ги нема. 15-20 минути, пола сат највише. Па некојаш се чека 15-20 минути, а некојаш и сат може да чекаш. Возачите велат дека дефектите на автобусите редовно ги пријавуваат, ама од ЈСП никако не реагираат. Возачите со кои разговаравме, со кои се плашат да зборуваат во камера, ми рекоа дека иако редовно ги пријавуваат дефектите и проблемите со клима уредите во автобусите, одговорните во ЈСП не сакаат да преземат ништо во врска со тоа. Еден од возачите ни покажа и документ, интерен извештај на кој се гледа дека редовно ги пријавуваат дефектите, меѓу кои на клима уредите, но нивните пријави велат остануваат само на хартија. Датумите се редат, подписите стојат, но реакција нема. Одговорните велат возачите ниту ги слушаат нив, ниту пак револтираните патници. Според граѓаните проблемот не е од вчера. Со години секое лето иста песна. Пекол во автобусите, а често и доцнење на возилата. Па така патниците приморани наместо јавен превоз одбираат пешачење или такси, иако не секој може да си го дозволи тоа. Граѓаните бараат одговорност. Летото е пред нас, температурите растат, а патниците не бараат луксус, туку само функционален јавен превоз.